Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Едукации за безбедно користење интернет во 10 скопски основни училишта. Општина Карпош ќе започне да спроведува проект за насочување на младите. Тортијада сладка мистерија 2018 со најубавите торти во општина Илинден. Визер скопски маратон воведува иновативни технологии. Над 704 оделенци од 10 скопски основни училишта ќе се едуцираат безбедно да користат интернет. Во рамки на едукативната програма интернетот не е само за игра. Кликај безбедно, која ја спроведува компанијата VIP. Едукацијата ќе продолжи во другите училишта доколку се покаже дека има позитивен ефект врз децата. Околу 704 оделенци од 10 основни училишта од Скопје ќе бидат вклучени во едукативна програма за деца. Интернетот не е само игра. Кликај безбедно, која треба да ги насочи како безбедно да го користат интернетот. Програмата, која ќе трае до крајот на учебната година, ќе ја спроведува компанијата VIP. Програмата беше промовирана денеска во основното училиште Гоце Делчев во Центар, каде што извршниот директор на VIP Мислав Галер истакна дека децата денес се изложени на сосема ново опкружување и целта на проектот е во дигиталното време да им се доближи една многу важна тема – безбедноста на интернет. Едукативната програма е приспособена за нивната возраст, а предавачи ќе бидат вработени во VIP. Заштитата на децата особено ќе се фокусира на избегнување маркетиншки содржини кои ним им изгледаат многу интересно. Дефинитивно нису. Пред се ќе се фокусираме на деловите каде што децата остават своји лични податоци на интернет и со нашето делување да превенираме тоа да го прават на несоодветни места, а исто така знаеме дека децата се изложени на најразлични содржини кои што ги добиваат од интернетот и ќе се обидеме и тоа да го ограничиме на само соодветни содржини. Децата се изложени на секакви содржини, особено маркетиншки, кои можеби ќе ги натераат да кликнат, а ние ќе се обидеме да ги едуцираме тоа воопшто да не им се појавува, затоа што децата треба да имаат безбеден пристап на интернет. Министерката за образование и наука Рената Дискоска рече дека планот за спроведување на оваа програма го подготвува самата компанија и по согледувањето од незините резултати, доколку има интерес кај нив, програмата може да продолжи и во други училишта. По согледувањето на резултатите од оваа едукација, доколку има интерес кај нив може да се продолжи во други училишта, доколку нема интерес, тогаш Министерството за образование ќе преоцени дали треба да прошири едукацијата во другите училишта. И VIP најавија дека размислуваат и за проширување на проектот, но секако доколку нема интерес да согледаме позитивни резултати, тогаш Министерството може да се превземе таа обврска. Проект со кој е предвидено младите од средните училишта во текот на летниот период да добијат шанса за пракса, ќе се спроведува во општина Карпош. Годинава ќе започнат обуките за младите и активности за промоција на проектот, а од 2019 почнува неговата реализација. Општина Карпош ќе биде една од 4 општини во кои ќе започне да се спроведува проектот за насочување на младите, популарен како Job Shadowing. По тој повод, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денеска се сретна со представници од секторот млади при Агенцијата за млади и спорт и ги прецизираа појдовните чекори околу приклучувањето во овој иновативен и корисен проект. Со него е предвидено младите од средните училишта во текот на летниот период да добијат шанса за пракса, која натаму ќе им помогне да направат полесен избор при продолжување со високото образование. Годинава ќе започнат обуките за младите и активностите за промоција на проектот, а од 2019 почнува неговата реализација. Ова е еден од проектите кои ќе ги направи младите да бидат поконкурентни на пазарот на труд и ќе се стекнат со најразлични практични вештини. Кошница со цвеќе, преубави портрети, училница со ученици се дел од креациите на тортите кои беа изложени за хуманитарната манифестација Тортијада сладка мистерија 2018. Манифестацијата се одржа во организација на општина Илинден и хуманитарната организација Ангелчиња.
Најслатките и најубавите торти беа представени на хуманитарната манифестација Тортијада Сладка мистерија 2018, што се одржа во општина Илинден. Манифестацијата е во организација на општина Илинден и хуманитарната организација Ангелчиња ХОА, а се одржа во Домот на култура Илинден. Оваа 12-та поред манифестација, која секоја година се одржува во една од општините од Скопскиот регион, е досега најуспешна по висината на собраните средства кои се наменети за лицата со посебни потреби, членови на Сдруженијето Илинден. Пред присутните се обрати градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, кој изрази голема благодарност до сите учесници во оваа хуманитарна манифестација, до граѓаните и професионалците кои учествуваа во изработката на над 40 торти. Градоначалникот Стојановски организацијата на манифестацијата за следната година им ја предаде на представниците на општина Чаир. Јас би сакал да се заблагодарам на сите учесници, бидејќи ова е 12-ти пат каде што општина Илинден е домаќин во делот на скопските општини, односно општините од Скопскиот регион, и денес учествуваат и поголем дел од општините во хуманитарна манифестација. Значи, целта е да придонесеме во пред се и во дружењето помеѓу општините, помеѓу администрацијата на општините од Скопскиот плански регион, меѓутоа со донирање на торти и со учество на бизнис секторот и граѓани кои што ќе ги откупат тортите, со средствата што ќе бидат донирани, да дадеме поддршка на лицата кои што имаат посебни потреби од нашето здружение од општина Илинден. На манифестацијата, која што беше организирана во два дела, ревијален и официјален дел, учествуваа сладкарници и ресторани кои професионално изработуваат торти, но и граѓани во категоријата аматери. Изложени се некаде околу 40 на торти од повеќе општини учесници. Ми е драго што оваа година се вклучија и средните и основните училишта во изработка на торти, што покажаа дека успеваат да стојат рамо до рамо со сите оние кои што тоа го работат долги години наназад. Многу ми е драго што сите торти кои што се денеска тука, се гледаат само денес и тука. Тоа се несекојдневни креации кои што не можете да ги најдете ниту во една сладкарница. Тоа се сите само оние торти кои што зарачат многу љубов и многу позитива. Ревијалниот дел на кој беа изложени сите торти за кои можеа да гласаат присутните беше исполнет со богата културно-уметничка програма. Во официјалниот дел беа представени сите учесници како и членовите на стручната жири комисија. Дел од жири комисијата беше и меѓународниот судија Љупчо Гиевски од Македонија и меѓународната судијка Даниела Пантик Влаховиќ од Србија. Апсолутно дека задачата денеска што имавме беше тешка. Имаше 18 професионални торти, 16 аматери. Меѓу сите овие торти кои ќе се стават на една иста маса, тешко доаѓа да избереш која е професионална, која е аматерска, освен што се означени. И со тоа малку имавме нека олеснотија, иначе да се одреди најдобрата торта, стварно имавме тешка задача и се, али сепак успеавме и мислам дека најреално ги оценивме тортиве денеска. Она што е интересно е што сите торти се преубави. Се гледа дека се направени од срце и со љубов. И она што е најважно, ја исполнија задачата, а тоа е дека со гордо стојат на оваа маса без разлика дали е професионална или аматерска. Во категоријата аматери првото место го освои Виолета Прцуловска, второто Катерина Блажевиќ, а третото Сузана Ѓоргиевска. Додека во категоријата професионалци за најдобра беше прогласена тортата на Основното училиште Браќа Милодиновци, второто место го освои Основното училиште Гоце Делчев, а третото сладкарницата Делиција. Општина Центар започнува кампања за чиста општина, во која жителите ќе го имаат клучниот придонес. Односно, граѓаните ќе можат комуналните проблеми да ги пријавуваат преку SMS порака или преку Вибер. Граѓаните на Центар ќе можат да пријавуваат комунални проблеми во општината преку SMS порака или на Вибер на телефонскиот број 076 313 387. Чист Центар е наш заеднички сон.
Со цел да го оствариме, мораме да работиме сите заедно. Се вели во повикот до граѓаните да пријават комунални проблеми. Од општината информира дека во четврток на 22 февруари ќе се собира кабаст отпад во Капиштец. Од општината ги повикуваат жителите од 8 до 13 часот да ги изнесат старите апарати за домаќинство и мебелот и да ги остават пред влезовите на зградите. Од денеска започнуваат великденските пости кои ќе траат до 8 април, кога е Великден. Според тежината и должината, тие се најстрогите пости и се најдолги. Се пости 48 дена. Црквата востановила да се пости без масло од понеделник до петок, а масло е дозволено само за викенд. Доколку некои верници несвесно се умрсат за време на постот, отец Стефчо од соборниот храм Свети Климент Охридски вели дека тие треба да продолжат со постот, а не да го прекинуваат. Денеска започнуваат великденските пости. Денот по прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. Великденскиот пост опфаќа 7 недели, односно 7 седмици. Трае 48 дена, од прочка до Великден. Великденскиот пост е најдолгата и најстрогата форма на постење, а постот значи воздржување телесно и духовно. Воздржување од мрсна храна и од гревовност. Постот е потреба и за телесното и за духовното здравје. И најважно, постот не е само воздржување и одрекување од храна, туку е важен и духовниот пост, одрекнувањето и воздржувањето од секое зло и грев. Во тие дни треба да се испитаме себе си, да се воздржиме од лошите мисли, зборови и дела, да се покаеме и да се исповедаме, да се измириме и да се очистиме, духовно да се зајакнеме и да се збогатиме, да направиме добри дела и да покажеме љубов кон Бога и кон луѓето, вели отец Стефчо Беќарски, парохиски свештеник во соборниот храм Свети Климент Охридски, и додава дека за време на постот треба да бидеме посветени во сите постапки. Верниците наши кога постат, покрај тоа што не треба да употребуваат мрсна храна, тие треба да бидат поактивни во духовниот живот. Во која смисла? Да ги постуваат повеќе богослуженијата, да читаат дома повеќе од Библијата и друга духовна литература и во целост да бидат посветени на сите нивни постапки, да не се караат со ближните, да внимаваат, да не речам, на секој збор што ќе го искажат, да се види дека навистина тие се во еден посебен период богоугоден кој што го живеат. Инаку, секој оној кој што пости треба да знае дека не пости за Бога, туку пости всушност за себе си. Значи, постот не ни е целта во животот, туку постот ни е едно средство за да ја постигнеме целта. Односно, како што и молитвата е едно средство, и за тоа се нарекува дека всушност постот и молитвата се двете крилја кои што ја вознесуваат душата кон Бога. Според свештениците, правилниот пост е од понеделник до петок да се готви без масло, а сабота и недела со масло, додека пак рибата е дозволено да се јаде 2 пати во текот на постот, за цветници и за Благовец. А со оглед на тоа што оваа година Благовец се паѓа ден пред Великден, на овој ден не треба да се јаде риба. Но свештениците препорачуваат овој пост да се практикува првата и последната недела, а во останатите недели постот без масло да се практикува во понеделник, среда и петок. Доколку некои верници несвесно се умрсат за време на постот, отец Стефчо вели дека тие треба да продолжат со постот, а не да го прекинуваат. Доколку се случи, посебно во денешно време кога живееме динамично, каснат нешто што е мрсно, како ние што велиме, дека со тоа не го нарушиле постот, туку дека треба да продолжат да постат, бидејќи имамо искуство доста случаеви, вели оче јас постев, но тогаш и тогаш така погрешив несвесно и го прекинав постот. Значи, секој оној кој што несвесно ќе го прекине постот, треба понатаму да продолжи да пости, а не да се откаже. Во великденскиот пост постојат и така наречени тримери, односно првите 3 дена не се јаде ништо и не се пие вода. Отец Стефчо вели дека секоја година во секој храм има барем по 10 верници кои ги почитуваат тримерите. Во великденскиот пост не се прават свадби, ниту се дозволува венчавање.
За 40 македонски студенти, руската влада ќе им обезбеди стипендија и други услови за студирање во образовни институции на Руската Федерација во академската 2018-2019 година. Кандидатите треба да се регистрираат за учествување на конкурсот најдоцна до 16 март. Руската влада распиша конкурс за прием на државјани на Република Македонија за студии во образовни институции на Руската Федерација во 2018-2019 академска година, соопшти Руската амбасада во Скопје. Во согласно со планот за прием, квотата за Република Македонија е 40 места. На запишаните студенти од Македонија, Руската влада ќе им обезбеди стипендија и други услови за студирање и сместување какви што се предвидени и за руските државјани. Кандидатите имаат можност да се запишат за студии во неколку стотина образовни институции низ целата Русија, кои се под надлежност на руските министерства за образование и наука и за здравство и култура. Доколку степенот на владење на руски јазик за усвојување на основната професионална образовна програма е низок, се обезбедува бесплатно изучување на јазикот на подготвителен факултет. Кандидатите треба да се регистрираат за учествување на конкурсот најдоцна до 16 март. Подетални информации за конкурсот се објавени на сајтот на амбасадата на Русија во Македонија. Потполно задоволување на потребите на учесниците и замена на флеерите и други хартиени материјали за да се намалат емисиите на стакленичките гасови и зачувување на животната средина е главната цел на иновативните технологии кои ги воведува Визар Скопскиот маратон. Визар Скопски маратон оваа година воведува иновативен новитет – дигитален стартен пакет. Спонзорите, тркачите и животната средина сите ќе имаат придобивки од новиот концепт кој се спроведува низ целиот свет. Концептот ќе се фокусира на одржливост и дигитализација. Главната цел ќе биде потполното задоволување на потребите на учесниците и замена на флеерите и другите хартиени материјали. Така, Визар Скопски маратон и спонзорите ќе можат директно да им се обратат на сите учесници. Секој тркач на својата имејл адреса добива дигитален пакет кој вклучува корисни информации за трката и понуди од спонзорите. Промоциите презентирани во дигиталниот пакет се со висока додадена вредност за сите тркачи. Проектот за одржливост и намалување на користењето на хартија совршено се вклопува во концептот на Визар Скопскиот маратон за намалување на емисиите на стакленички гасови и за зачувување на животната средина. Иновативноста им овозможува на организаторите да ги подобрат можностите за дигитална комуникација и спонзорство со неверојатни можности. Пријавувањето на Визар Скопскиот маратон е во тек и на 28 февруари истекува третиот бран на пријавување. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе новата одлука за цените на горивата. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно методологијата за формирање на цените се намалуваат во просек за 6,19%. Цената на горивата од ноќеска на полноќ се намалува за 2,5 денари по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 6,19, односно за 4,21%. Новата малопродажна цена на Евросупер 95 изнесува 65,5 денари за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 67, Евродизел за 57 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 45,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 1,243 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 27,856 денари за килограм. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 7,21% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,047% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Во вторник и среда долж по Вардарието ќе дува умерен до засилен југоисточен ветер, а од среда максималните температури ќе бидат во пораст. Временската прогноза на МТМ ја гледаме во приложение.
И уште една информација за крајот на вестите. Регионалниот центар за управување со кризи Скопје соопшти дека утре од 8:30 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Дренак во општина Киселавода, а од 8:30 до 15 часот корисници од улиците Владимир Назор, Кумровец и Ѓорѓија Баджиев во општина Центар. Тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Повеќе информации има на нашата веб страна matama.mk. Имајте пријатна вечер.